Почитувани гледачи, еве неповторно во отвореното студио на ТВ Нова. Предпоставувам дека оние упорните кои што седат пред малите екрани или читаат портали, веќе разбра и видува дека парламентот се распушти, што значи дека се подготвуваат за одржување на изборите на 5 јуни. Ние сме тука во студиото, дел од нашите гости замина, но тука е господинот Пандов да прокоментираме уште малку или уште еден час додека трае програмата, додека се не заврши, бидејќи остана уште една институција или орган што не го кажа својот став, тоа е Државната изборна комисија. Вие во првиот дел рекоте дека таа не е толку важна институција колку што си придава значење или колку што партиите ми ја дадоа, но дилемите не се расчистени. Парламентот се распушти. Би сакал тоа да го коментирате, како пратениците тоа го доживуваат, оние што беа владеачката партија, веројатно, а потоа и што ако ДИК рече дека не е подготвена за спроведување на изборите. Значи, вечерта не е завршена, ноќта политички се уште виси во воздухот како овие дилеми ќе бидат разрешени. Денеска ја слушнавме Државната изборна комисија. И јас доста внимателно ја следев нивните разговори. Значи, она што е направено до сега е направено безпрекорно. Остана тоа дека треба уште неколку работи да се доработат. Сега, повторно во интерес на гледачите, ќе повторам една работа, тоа е дека председателот на собрание има законска можност до 15 април тогаш да ги распише изборите за 5 јуни и предпоставувам дека тоа ќе биде искористено како такво, да им се даде можност на Државната изборна комисија и на Министерството за внатрешни работи како најодговорни органи, како најодговорни институции околу спроведување на тие избори, тие две да ги дозавршат оние работи кои што им стојат како такви пред нив. За мене она што и во почетокот го зборевме, останува само една непознаница, колку што прочитав, најавена е пресконференција на СДСМ, кој е нивниот став дефинитивен, и јас верувам дека и тие ќе се одважат и ќе имаат храброст да се соочат со граѓаните. Како и да е, таа партија е многу години на политичката сцена и би било, мислам дека, самоубиствено за нејзе да го пропушти парламентарни избори. Они се знаат, ќе го слушнеме, предпоставам, ќе имаме можности во текот на емисијава да го слушнеме обраќањето на председателот на СДСМ. Таа е непознаницата и предпоставам дека пак сите останати оние, така да ги наречеме, помали политички партии, а кои што гравитираат кон опозицијата, нивниот став зависи од тој став на СДСМ. Веројатно. Не знам, одреđено не добивам сигнали дали е почната пресконференцијата на Социјалдемократскиот сојуз, дали го имаме од предсобрание колегата Михајло, видим Лиски да ни каже како заврши седницата на собранието, доколку го имаме на линк, ете го гледам, веќе Михајло, она што го видовме е дека спикерот го распушти парламентот. Можеш ли да ни објасниш, да подсетиш како тоа изгледаше, што се случи и што е договорено? Така, токму така, Љубиша, иако првично беше најавено седницата да продолжи во 22 часот, сепак се случи многу подоцна, еве негде пред 10 минути Велјановски ја продолжи онаа седница која што претходно беше прекината, и тоа на барање на пратеничката група на СДСМ, координаторот Горан Сугаревски, кој што побара да им се прифатат, односно да се изгласаат оставките на министрите и замениците министри на СДСМ. Сепак Велјановски во продолжението на седницата не го стави овој предлог на гласање. Тој само констатираше дека се повлечени законите кои што СДСМ претходно, нели, како што кажа во претходните јавувања, Сугаревски најави дека СДСМ ги повлекува нивните закони
и откако го констатираше тоа, тој само им се заблагодари на присутните пратеници овде во собранието. Беа присутни само пратениците на владеачката ВМРО ДПМН, опозицијските пратеници не беа присутни, им се заблагодари, рече дека се надева дека во овој изминат период тие одговориле на предизвикот и ја завршиле својата работа со оглед на тоа дека земјава беше во турбулентен период. Што значи дека сепак се исполни она сценарио кој што и претходно го споменувавме, дека нема да се гласа по оставки на опозицијските министри и заменици министри, единствено ќе се констатира распуштање на собранието. Тоа можеше да се случи нели до крајот на ноќта, односно до полноќ. И сега Велјановски треба да ги распише изборите, меѓутоа тој како што изјави вчера за телевизија Нова, може решението да го потпише дури на 15 април, односно со одложување од една недела колку што му дозволуваат уставните надлежности, и со тоа би се оставило и простор на Државната изборна комисија за да ги дозаврши нели започнатите работи и сите теренски проверки и целосно прочистување на избирачкиот список. Јас предлагам, доколку е подготвена изјавата од собранискиот спикер Трајко Велјановски, да ја погледнеме. Почитувани колеги и пријатели, бидејќи денес, односно сега вечерва, завршува мандатот на овој парламентарен состав, би сакал на сите вас да ви се заблагодарам и да ви посакам во иднина пред се среќа и успех, како на личен, така и на професионален план. Овој мандатен период и овој парламентарен состав помина низ многу тешки премрежија, но сепак успеавме сите заедно да реализираме и конкретни резултати во остварувањето на нашите стратешки определби во градење на стабилна сегашност и подобра иднина. Јас лично како председател на собранието го изразувам моето лично задоволство и изразувам искрена надеж дека секој од нас, без разлика на политичката припадност и на неговиот иден ангажман, ќе продолжи да придонесува за добробит на Република Македонија и на сите нејзини граѓани. Ви благодарам многу. Така, Љубиша, тоа беше нели последното обраќање на собранискиот спикер Трајко Велјановски до овој собраниски состав на пратениците, како што слушнавме, им се заблагодари нели за целокупната работа и за сето она што го направиле. Значи останува тоа, собранието ноќва се распушти, изборите се закажани со тоа практично за на 5 јуни. Сепак кој ќе биде официјалниот став на опозицијската СДСМ и дали воопшто ќе излезе на изборите, останува да видиме, со оглед на тоа дека нели за во 23 часот негде е закажана пресконференција на лидерот на СДСМ Зоран Заев, дали воопшто ќе се случи, останува да видиме. Претпоставувам дел од колегите се таму, нели претходно се одложуваше, имаше закажување на пресконференција, па се одложи, сега сме во очекување нели и да каже Заев кој ќе биде ставот на неговата партија за изборите закажани на 5 јуни. Љубиша? Михајло, уште едно прашање. Еден од условите на СДСМ беше во текот на денот, пред да се распушти парламентот, да бидат усвоени оставките на министрите и замениците министри. Дали тоа се случи? Дали спикерот Велјановски ги усвои оставките или остана без овој чин? Така, Љубиша, не беа усвоени оставките, односно самата точка не беше ставена на дневен ред за усвојување на оставките. Од информациите кои што ги имав и до предмалку се дека оставките не биле стасани воопшто овде до собранието, односно тие велиња попладнево министрите и замениците министри на СДСМ ги доставија до владата, сепак требаше техничкиот премиер задолжен за спроведување на изборите Емил Димитриев да ги достави оставките овде во собранието, и доколку тоа се случеше, да Велјановски ќе ја ставеше таа точка на дневен ред и ќе се гласаше по неа, меѓутоа тоа не се случи, значи оставките воопшто не биле доставени до собранието. Овде се говорат информациите кои што јас ги имам, што значи дека во овој момент, па нели откако е распуштено собранието, сепак министрите на СДСМ остануваат во владата, бидејќи тие на тоа се обврзани по законот за влада. Ти благодарам за јавувањето. Почитувани гледачи, следите ТВ Нова. Се префрламе од пред собранието, пред Државната изборна комисија. Таму е колешката Елена, да видиме дали има нешто ново, бидејќи Државната изборна комисија од попладнево заседава зад затворени врати. Елена, ако ме слушаш, јас не те гледам на линк, но ако имаш некои сознанија, те молам да се вклучиш во програмата на оваа отворена програма, отворено студио. Елена, што има ново во ДИК?
Да, Љубиша, се слушаме. Иако вечерва имаше неофицијални информации дека Државната изборна комисија ќе одржи вонредна седница вечерва, тоа не се случи. Затоа пред малку и официјално соопшти од ДИК дека нема да има седница, а пред ова вклучување ги забележав како си одат членовите од СДСМ Милев и Дума, а пред малку и Бедредин Ибраими ја напушти зградата на ДИК и потврдија сите дека нема да има седница вечерва овде во ДИК. Други детали не се соопштуваат сега за сега, но неофицијални информации говорат дека вечерва тројцата членови на ДИК експертите имале средба во Европската унија, но зашто разговарале конкретно нема такви информации ниту официјална потврда. Како што известувавме во текот на денот, ДИК денеска го изгласа извештајот за теренската проверка, но во текот на денот имаше спротивставени ставови и кавги околу тоа дали има можност до 17 април да се прочисти избирачкиот список и да се одржат на 5 јуни кредибилни избори. Ставовите познати, ВМРО, членовите од ВМРО ДПМН сметаат дека најголем дел од работата е завршена и потребни се само уште неколку дена за дополнителните проверки. Членовите од СДС пак со став дека има уште многу работа и дека за сега нема услови за кредибилни избори на 5 јуни. Ибраими од ДПА беше на слична линија со ВМРО ДПМН дека избирачкиот список е прочистен и додека пак председателот на ДИК Чичаковски рече дека не сме ниту еден спорен глас да остане во избирачкиот список, но тој не прогнозираше колку време е потребно за оние дополнителни проверки со базите на МВР, односно беше соопштено дека од 42.000 барања за лични карти биле проверени 41%, а од пасошите околу 12%. Исто така беше соопштено дека од теренската проверка од на проверени над 87 спорни гласачи, 77 биле ажурирани, односно внесени, а околу 37 од граѓаните кои што ги посетиле анкетарите воопшто не отвориле, односно не ги пронашле. Елена, ова дали значи дека состојбата се уште се комплицира или не се комплицира, но останува лимбо ситуација статус кво, или пак значи дека без разлика на тоа што ДИК денеска попладнево немаше водена седница, дека ќе продолжи да работи онака како што е предвидено до 15-ти, она што како рок спикерот Вајановски го постави, дека има шанси да се реши. Дали ќе продолжат да работат? Официјално никој не прогнозираше, односно не каже што ќе се случи на наредните денови, но неофицијално комисијата наредните денови треба да продолжи со својата работа, со вонредните, со редовните обврски што ги имаат според планираното и најверојатно утре ќе имаме многу повеќе информации околу нивните активности, околу избирачкиот список и околу оние неусогласени ставови за кои што информиравме во текот на денот. Елена, уште едно прашање имам. Од она што може да го следам и од твоите извештаи од воопшто од работата на ДИК, голем дел од врските и од работата останува во Министерството за внатрешни работи, каде што работи паритетна комисија на расчистување на сите барања. Од таму немаше денеска никаква изјава ниту соопштение. Уште колку време им треба да завршат со врските за кои што нели постојат податоци дека треба да се завршат. Очекуваме ли утре можеби со став и од Министерството да иде за да кажат колку време им треба? Па и некој од членовите побара уште денеска да се добие одговор што све останува да се направи и колку време е неопходно да се завршат тие работи, но предпоставувам денеска, како што кажа и ти, немаше некаква изјава или официјално известување од нив. Можно е да е тоа веројатно и поради тоа што министерот си поднесе оставка од СДСМ, така да останува да видиме ДИК дали и утре, доколку има седница, ќе продолжи да ги поставува овие прашања, односно да го побара тоа од нив и да видиме што ќе им одговорат или евентуално им одговориле. Елена, ти благодарам за јавувањето. Мислам дека можеме да се вклучиме во уште еден линкот пред Социјалдемократскиот сојуз, каде што, како што беше најавено, лидерот Зоран Заев на СДСМ
треба да одржи пресконференција на која треба да го соопшти ставот дали одат или не одат на изборите или каков коментар имаат за текот на денешниот ден. Дали имаме линк од пред СДСМ или малце подоцна, значи градиме. Добро, тоа што ние продолжуваме со отвореното студио, во меѓувреме нам ни се придружи на мене и на господинот Пандов, колегата Цветин Чилиманов. Добро вечер. Цветин, претпоставувам дека си во две функции како новинар кој што требаше да известува за она што се случува тука, но и благодарам што дојде, што издвои време и од твој аспект малку да прокоментираме, додека од овие линкови прокоментирате вие двајцата што со ставките на СДСМ, па можеме вашите дилеми да ги отвориме пред гледачите. Значи, што со оставките или што без оставките на СДСМ, дали нешто битно се менува или останува исто? Како ти гледаш на тоа? Па, предпоставам дека е некој вид на, како тие претходните оставки, кога целиот пратинички сустав на СДСМ поднесе оставка, но воедно, како што се велеше потоа и во куларите и на страна, молела Бога да не бидат прифатени тие оставки. Нели, во тој еден обид на СДСМ да испровоцира избори така што каскадно ќе поднесува оставки сите нивни пратиници. Претпоставам дека и сега имаме нека таква слична ситуација во која поднесуваат оставки, а молат Бога да не бидат прифатени, нели тоа се условени оставки, стапуваат на сила ако се распушти собранието, еве сега се распушти. Дали се условени, дали нешто значи за институциите каде што ќе бидат и за воопшто за Па не, мислам дека да се распаѓа оваа коалиција на техничка влада која што требаше да ги спроведе изборите. Сигналот е во тоа што тие не беа прифатени во собранието, така да веројатно нешто тука задкулисно се случува и на СДСМ им се дава шанса да се предомислат, како што се предомисли околу оставките на нивните членови на собранието, им се дава веројатно и сега можност да почекаат уште неколку дена, уште неколку недели, да ги помират тие две крила во СДСМ, меѓу кои што едното е радикално бомбашкото крило, крилото кое што сака да, нели, партијата да се саморазнеса, притоа нанесувајќи што е можно поголема штета на политичкиот процес, да нема избори, да речеме, не знам, се надеваат дека Западот ќе не прогласи за, не знам, нека видна диктатура, доколку тие не учествуваат на избори. Тоа е едното крило во СДСМ, а другото се уште очигледно може да се разговара со некој од нив, така да претпоставам тоа е некој компромисно решение да се задоволат двете страни. Им да се дадат оставки, да се задоволи крилото кое што денеска вика идеме на бојкот, протестираат, не знам, 20 луѓе со Владимир Милчин и со Џабир Дерала протестираат пред собрание, значи даваат сигнали дека ќе го влечат СДСМ да оди на бојкот, не се одржат избори без нив, но воедно тие оставки на некој начин, еве, не се прифатени во собранието, така да се остава можност тие министри утре, доколку нели работите се свртат во поинаква насока, да дојдат на работа. Не знам како поинако е во толкова. Сепак е, господине Пандов, ако вечера не знаем изјавата на Заев, дали одат или не, но ако министрите, особено министрот за внатрешни работи, остане да работи, значи ќе треба да работи на допрочистување на избирачкиот список. Тоа значи сме во една ситуација која не знаеме ако лидерот, како што види Чилиманов, прогласи дека не одат на избори, тогаш што би значило улогата на министрот да остане да работи на прочистување на избирачкиот список. Или тоа едното го повлекува другото, па од утре очекуваме дека сите функционери на СДСМ ќе бидат повлечени и дека тие нема додатни избори. Значи не знаеме додека не ја слушнеме изјавата, не можеме да предвидуваме. Јас би додал околу министри. Но институциите ќе функционираат, веројатно. Апсолутно. Со или без. Со Оливер Спасовски или без Оливер Спасовски, тоа министерство има видено таму министри и министри, не знам кој поред е Оливер Спасовски. Нема... Мислам дека на денешните оставки кај нив е да добијат некој минут плюс во вестите. Зошто? Оставките нивни не менуваат ништо. Менуваат. Менуваат структурата на составот на владата. Сега ќе ти кажам зошто не менуваат. Затоа што и да поднесеа они оставки, се до моментот додека не биде избрани нови министри, односно заменици министри, они се министри. И они тоа го имаа укалкулирано и затоа сакаа со овој воз да го пикнат како оставки. Свесни дека они како и да е до 5 јуни, односно до изборот на новиот министер за внатрешни работи и сега да не го збориме само Оливер Спасовски и било кој од нив, он ќе биде тој.
за сето тоа он предпоставувам дека добили заушки од нивната меѓународна заедница, од Шадорот, дека нема никакво нити морално, нити етичко, нити нема логика во тоа она што го барале и го добиле како контрола, подочно Министерството за внатрешни работи, да го отстапуваат сега пред избори. Тактизирањето на Заев исто, што не излегува до сега, требаше во 19 часот, па во 20, 21, 23, еве го нема уште, предпоставувам е токму тоа што он се крши сега сами од себе. Он ако се прашува не би излегол на избори, никако не би дозволил партијата да излезе на избори, но мислам дека ете сега парадоксално, но меѓународната заедница е па таа која што го притиска и која што му вика дека ти не може да се повлече сега од процесот. Тоа е, започнате, сте го барале, мора да го реализирате до крај. И да се вратам пак на она првото со министрите, тоа е само ефтин маркетиншки трик. Еве, ние сме во оставка, а не се во... Мислам, они ќе си останат како министри, односно тие позиции ќе се ги задржат, како и да е, и да им се усвои, и да не им се усвои. Како што каже колишката во јавувањето од Државната изборна комисија, најголемиот застој во Министерството за внатрешни работи, така да не знам дали улогата била на Оливер Спасовски таму да врши контрола и надзор над процесот на прочестување на избирачкиот список и така натаму, или да го забавува тоа, да го одолговлекува што е можно повеќе, да му даде на својот партиски лидер изговор за да ги избегне изборите. Без, доколку да речеме, остане министар, но реши да не се појавува на работа во некој период, може би тој процес и побрзо ќе оде без него, сигурно ќе оде. Го споменавте Министерството за внатрешни работи и можноста дека министерот Спасов намерно ги терал своите членови на комисијата да го спорува процесот на прочистување, но колку што знам, тоа е комисија, тоа не го работи министерот, на паритет на основа од двете страни. Мислите дека овие мал број на проценти, 12% кои што се изработени, ќе се постигне за 15 на дена, дека има шанси на вистина, дека тоа е мала бројка, дека се стигнува да се одработи? Па гледаме дека многу поголеми бројки, многу побрзо се завршиот. Мислам, јас се не мотивот тука која од страните има мотив да го коче процесот, која од страните има мотив да го заврши. Можно ли да е објективно да не може да се стигне? Па не верам, компјутери се во прашање. Едно прашање што беше отворено беше дека нели, тој американски... Еве сега што слушам информација, Заев објавил дека нема да на избори. Нема да дефинитивно нема избори. Туку што ми јавија дека опозицијата, добивам такви информации, веројатно е слушнала изјавата на Заев, така што додека се подготви, ми јавија дека опозицијата нема да учествува на Со избори. среќа нека му е, што да му кажа. Среќа нека му е, така е. Пандов, рековте, ако не одат на избори, таа партија е мртва. Веројатно тие мислат обратно. Ако одат на избори, таа партија е мртва. Ја преземате ли предвид и таа опција дека доколку се појават повторно на избори, на кои што според нив не е прочистен доволно избирачкиот список и дека повторно ќе бидат ставени во ситуација да загубат на изборите, тогаш што би очекувале граѓаните од таа партија повторно да биде во опозиција за помал или подолг период? Така што кога е мртва, кога не е дискутабилно прашање што веројатно тие на партиските тела го расправат. Да. Вака. Значи, парламентот е не само храм на демократијата. Тоа е основната арена во каде што се водат политичките битки. Значи, таму се разговара за секој закон, таму се покренуваат иницијативи, таму се дискутира на комисии, таму се прави. Значи, таму се води политика. Тие се народни избраници кои што го представуваат одредена популација. Како така е замислено и тоа супер безпрекорно функционира. Да човек си го исфрли од ракав, а тоа го правеа они од 2015 година, 2014 после изборите, нели, година дена и повеќе отсуствува од парламентот, сами предпоставувам, ја почувствуваат таа фалинка, да не се присутни во парламентот. Од друга страна, отвараат исклучително добра можност за друга политичка партија да им го заземе нивното место. Со ова, ако Заев опозицијска? Опозицијска. Ако Заев така изјавил,
на Заев треба да му се верува во моментов дека он е уверен дека партијата нема да ја пушти на избори, но имаме веќе доволно искуство, историја со човекот и знаеме дека во изден знае по два пати да ја менува неговата изјава. Ова вечерва нема да ја смени изјавата, но во наредните денови ќе оставиме да видиме. Ако тоа го направи Заев, е само со една единствена цел. Спас на неговата лична кожа. На тој човек му На кој начин би ја спасил? сега тоа е и прееска го зборував, пак ќе го повторам. Не, на кој начин би ја спасил кожата ако не Ја спасува кожата со тоа што он се доживува како така. Политички мислите? И политички и како човек. Зашто? Затоа што он додека е лидер на СДСМ, он е лидер и на опозицијата. И како таков е реално маце невкусно да се апси тој човек. Колку и да е тој криминалец, колку и тој да има направено лоши работи на државата, е непримерно за државата, затоа што сепак е тој лидер на опозиција. Од друга страна, како обичен граѓанин или само како градоначалник на Струмица, значи, не верувам дека имаме ние такви искуства на екс-премиер, кој што баш од нивната партија потекнува. И не се сеќавам дека на било кое негово рочиште, на покана за суд или за било што, дека партијата СДСМ реагирала. Или дека цела Соросова екипа, ако е поканет екс-премиерот на СДСМ, дека реагира со некакви текстови. Воопшто незабележано е. И тоа му е јасно на Заев, дека она сега внимание кое што го држи, што од јавно, што од меѓународна заедница, дека ќе го изгуби. Во моментот кој ќе ги изгуби изборите. Со седење надвор од изборниот процес, он ќе има право да каже, дечки, јас вложив и пари, и време, и се, нема зашто се повлекувам. На крајот на гришта да не сум изгубил ја на избори. Изборите си поминаа без СДСМ. Тоа е единственото. И не мал број на луѓе кои што се во неговото најблиско обкружување. Исто така, тие луѓе се избрани само и само по лојалност према него. Не знам, него сум 100% уверен дека Македонија и родила и имала социјалдемократската партија многу поквалитетен кадар од она сега што ние го гледаме како репрезенти. Па ако сакате, не, Канџиски е за нив, сега е Хенри Кисинџер, но ама реално Илјовски и Буздевски нема таков двоец сега. Нити теренски, нити... Не, намерно провокативно ја прашувам, затоа што знам дека нема да најдете соодветен човек што ќе го поставите на челото на СДС, а што ќе рече дека е добар. Па за мене еве сега пак би почнал со Канџиски, мислам дека име човек кој што не можам да се сетам, а години е назад во политика, не можам да се сетам дека има сега дали он е спремен да тоа е пошто голема обврска да се закачи, не знам. Има голема пауза во... Така и години има, не сум сигурен дали е тоа, но од друга страна има млади луѓе, има се школовани луѓе, има луѓе кои што не го сакаат ВМРО. А ВМРО посакува добар лидер во СДС? Сигурен сум дека е тоа така. На кој начин добар? Колку и да тебе ти изгледа чудно. Не, многу е чудно. Тоа е... Сум имал прилика да... контрадикторно. Тоа не постои во политиката. Некој што ќе ги порази. Не е така. Мислите на таков, не верувам дека ВМРО ДПМН посакува лидер што ќе ги порази. Знаеш во што е моментот? Еве, супер дебатна емисија имаш. Се споредуваш со останатите дебатни емисии, гледаш што прават во тие дебатни емисии и нормално е да сакаш и ти тоа да, ако се подобри. Тоа е нормално, граѓаните да го сакаат. Не е нормално ВМРО ДПМН да го бара. Ако ти имаш дебатна емисија, која што 90% шер има, овие другиве 10%. Или ајде сега, многу поголема гледаност имаш, многу пати поголема гледаност, и како телевизиска куќа, и ти како новинар. Ќе почнеш да губиш на квалитет. Немаш со што да се споредиш, немаш од кого да купиш нешто. Никој не ти дише во врат дека ќе ти го скине рейтингот и гледаност. Што ми е поентата? И Груевски, и ВМРО, и цел тој тим таму, тоа е супер тим. Уигран петка.
но не вадат предпоставува максимум од нив, затоа што никој не им дише во врат. Едноставно они се во трка, сами со себе се тркаат. Јас лично не се сложувам, но бидејќи сум само водител, не умесно да кажувам мој став околу тоа. Да, ако и дополнително пак да не зборувам Република Македонија и граѓаните колку би добиле. Ако ние реално имаме судир на два концепти, на два програма, па сега ние да бираме, овие ќе направеле волкава просечна плата, волку планираат автопати, волку болници, волку училишта, а овие го ставаат акцентот на не знам што. Па имаше во парламентот дебати за разни закони, законски решенија и... Да, ама имаме само негација на понуденото од ВМРО. А немаме никогаш, или во годиниве назад, ние не слушнаме алтернативно што нуди опозицијата. Што не памтам јас, значи не можам толку да ги следам. Па еве и гледам јас и следам, нема. Има само негативен пристап на понудата. Али нема алтернативна понуда, да не зборуваме за подобра понуда. Точно, со толку изборни порази, СДСМ би требало да прифати голем дел од ставовите на ВМРО, кои што очигледно поменуваат подобро кај граѓаните. Од гледна точка потоа од страна на ВМРО, лимитацијата е највисока форма на ласкање, доколку опозицијската партија прифати ставови како околу спорот зимата, околу економските реформи кои што очигледно гледаме дека даваат резултат, мислам тоа никој не може да го спори. Некои нови прашања кои што СДСМ непотребно се ги отвори како трн во нога, се ги заби како прашањето со бегалците, каде што нивните активисти очигледно беа на страната на една опција која што е крајно непопуларна во јавноста и опасна, дури безбедносно опасна. Постојаните пристапот кон меѓународната заедница во кој што СДСМ отворено друго прашање го еродира суверенитетот на Македонија, буквално бара да се воведе протекторат во Македонија од страна на странците, што реакцијата кај граѓаните е навистина негативна. Значи доколку СДСМ или било која друга партија не мора никаде не пишува дека тоа мора да биде плаво лого со некаква жолта ружа таму, црвена ружа, поиме немам. Може да биде било која партија која што ќе стане доминантна опозицијска партија. Чилиманов, ако тоа го направи таа опозиција така, тоаш може да влезе комотно во коалиција со ВМРО ДПМН. Не, апсолутно може да биде конкуренција на ВМРО. Како ќе разликуваат граѓаните дека е различно од ВМРО ДПМН? Има простор да решиме, да, има простор. Ќе биде на оградот на ВМРО ДПМН и ќе функционира така. Нема таква опозиција, може не е најдобрата што ја посакуваат граѓаните, но таа сигурно не треба да биде померка на ВМРО ДПМН. Види, за почеток може да биде, да речеме, персонална промена. Нема, може на тоа значи да не ги вади од памет граѓаните дека ќе да живи луѓе, ќе затвора новоотворените странски фабрики, што туку отворените странски фабрики, дека ќе го продаде името, дека киде во американската амбасада по инструкции. Нека настапи. Ние сме други луѓе, но има едно прашање работата што ги нервираме, со кој што СДСМ ги провоцира граѓаните, нема да ги правиме. Тоа е било Пандов рече дека незиното место, ако не оди таа на избори, ќе го заземе некоја друга партија. Што мислиш ти, која е таа партија што може да го замени? Може би не е формирана, може би... Ма изборите се сега. Нешто, да не забораваме дека Заев кога отиде на избори, настапи нови избори, последниве 2014 година, кој што ги изгуби рекордно, настапи со луѓе од кои што јас, например, од целиот негов партинички сустав, ја мислам дека двајца можев да спомнам, да именувам, и тоа подобро да не ги знаев, кои се, не знам, Лидија Димова, такви работи. Значи, немаше ниту еден поранешен кандидат, поранешен пратеник на СДСМ на листата. Значи, прашање колку ова СДСМ е СДСМ. Потоа имаше конгрес на кој што Заев доби 2/3 од гласовите, но не доби 1/3 од гласовите од неговите партиски делегати. Јас ќе те прекинам за кратко, го имаме колегата Градимир на линкот пред СДСМ, да слушнеме Градимир што кажа Зоран Заев, дали одат и зошто не одат. Да, Љубиша, во моментов се уште трае пресконференцијата на лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој пред малку соопшти дека СДСМ нема да учествува на изборите на 5 јуни. Во образложението рече дека оние клучни услови од договорот од Пржино, слободни медиуми и останатите услови, прочистен избирачки список кој што ги постави СДСМ, одвојување на партијата од државата, избегнување на притисоците, биле според него се уште актуелни. Државната изборна комисија со мнозинство гласови одбила, како што рече, да
истретира да прочисти 124.000 граѓани од избирачкиот список. Рече дека владеачката ВМРО ДПМН е таа која што за да се заштити себе си одбива фер и демократски избори. Значи, повторувам, одлуката на СДСМ која што ја соопшти лидерот Зоран Заев пред малку е опозицијската партија да не настапи на изборите на 5 јуни, иако ова е контра оние препораки на странскиот фактор дека сите политички фактори треба да учествуваат на изборите. Ако е подготвена изјавата, односно дел од обраќањето на лидерот на СДСМ, предлагам да ја погледнеме. Се откажуваме од принципите на кои што инсистираме. Заедно со целата демократска јавност. Во име на тој збор, во име на тие принципи, во име на демократијата, Социјалдемократскиот сојуз нема да учествува на овие лажни избори. Изјавата беше она што го слушнаме доста Значи, кратка. чувме изјавата. Дали во продолжение на изјавата постои оној втор дел каде што остава можност дека доколку се прочиста избирачкиот список, доколку се створат реални услови кои тие сметнат дека ќе бидат реални, дека ќе одат на избори, или ова е дециден став на Заев и на СДСМ дека не одат по никоја цена на изборите? Дали оставија простор дека до 15 овој месец, доколку се заврши работава, ќе одат на избори? Љубишо, додека јас бев на пресконференцијата која што, како реков, се уште трае, но нели телевизија Нова прва да ја презентира информацијата дека СДСМ сепак нема да настапи на нови избори. Како што реков, пресконференцијата се уште трае, новинарските прашања доправа треба да следуваат. Јас додека бев внатре, такво нешто не беше споменато од лидерот на СДСМ Зоран Заев, дури делуваше сосема одлучно во намерата СДСМ да не учествува на овие избори. Значи, можните калкулации сепак се уште такво нешто не беше изнесено од негова страна, односно доколку се успее со она што го најави и лидерот и председателот на Собранието Трајко Велјановски да ја остави простор на ДИК до 15 и такво нешто барем до овој момент, значи оставам простор, можеби во моментов внатре се дискутира на таа тема, сепак се уште не беше споменато, единствено беше кажано дека СДСМ нема да учествува на изборите на 5 јуни. Студио. Градимир, те благодарам за ова јавување. Ние сме тука до 24 часот. Ако имаш некои нови моменти, те молам, јави се. Ние сме тука да слушнеме што имаш ново да ни кажеш. Да се навратиме, значи, конечно на оваа одлука на СДСМ, да ја земеме како таква, дека таа е децидна, дека не одат на изборите, и вечната дилема дали со тоа се решава или се продлабочува политичката криза во која се наоѓа Македонија. Љубиша, дали се Затоа што не може на да се почетокот на дебатниот дел каде што говоревме веќе на оваа тема, дури во првото прашање, ти рече дека може ќе се најдеме во ситуација од 94 година, додека времето е поинакво. Да. Сепак тоа беше еден од најлошите периоди во Македонија кога демократијата беше згасната и кога ние повторно се вративме на едно умие каде што една власт беше во парламентот. Вие како млади ВМРО-ци шетавте околу парламентот и успеавте дури без медиуми нели да на следните избори да смените власта. Навистина се други времења, но дали овој чин на избори без опозиција ќе не доведе повторно во таква ситуација, е прашање кој што сите си го поставуваат. И дури владеачката партија најверојатно не лесно се одлучила на ваков чин, година и пол и повеќе била во можност да распише избори, но не го правеше тоа. Свесна дека има проблеми. Знаеш, предпоставувам дека и секој еден си го поставувал тоа прашање. Еве, тоа висеше во воздух дека СДСМ постои како можност да не излезе на избори. Конечно и затоа беа поместени тие избори од 24 април на 5 јуни. Се со една цел да сите учествуваат на изборите. Тоа и преска го зборував, јас апсолутно го разбирам, не го поддржувам, но го разбирам Заев,
онаков како што изгледаше еве и на оваа пресконференција, онда треба замисли да излезе пред граѓани, пред негови поддржувачи, победуваме. Абе, како победуваме? Тој човек мислам да те вика за лоши работи, ама за да те викне дека... Беше на избори, доби 200-300 илјади гласачи. Било тоа негогаш. Не 5000 гласа. Така е, така е. Да не бидеме цинични дека тоа сепак не е баш така. Така е, но сега во моментов, едноставно заради сите оние потези што ги направи, и јасно му е дека рейтингот е многу низок. И изборот кај него е многу мал. Дилемата, дали можеме ние вака понатака да тераме? Апсолутно да, по моје длабоко уверување. Зошто? Затоа што медиумите се тие кои што постојат, значи се е пренесено, се е видено. Сега постојат портали, постои Facebook, постојат секој еден човек кој што иоле малце се интересира за политика, што е и како се случува, може да биде информиран. И зошто треба да бидат сега изборите? Според мене, значи, прво, би се расчистила таа дилема, би се добил нов мандат. Кој да е? Сега знаеме сите дека тоа ќе биде ВМРО, но нов мандат е. И тој мандат не е од било кого, тоа е од граѓаните, од сите нас тука присутни во ова студио. Втора многу важна работа е што во таква ситуација После се е многу важен, за жал, изјавите на гарантите на тој пржински договор, затоа што ние доаѓаме до 5 јуни ради тој договор кој што беше во јуни-јули минатата година. И таму постојат двајца гаранти, амбасадорот на Соединетите Американски држави, амбасадорот на Европската Унија. Ако тие речат, како исто така подписници на тој договор, дечки, условите се исполнети, ги покануваме сите политички партии да учествуваат, ние и понатака ги следиме. Од 15 април до 5 јуни, како ќе се одвиваат работите. Ако тоа го кажат тие двајца ликови, ако не речат, ако не, тогаш кога се 2018 година, тогаш 2018, мислам, но во таква ситуација редовните избори, предпоставам дека во поголем дел работите, не велам дека грубо не важи пржинскиот договор, но некои делови од тој пржински договор, број 1, премиерското место и министерските места, повторно би се вратиле во рацете на ВМРО, или ако имаше некој од тие места на ДУИ, не знам. Но до, како се вика, до тие наредни избори, редовни, мислам дека, него сум сигурен. Нема редовни избори, колку саат собранието е веќе распуштено. Не, редовни избори, зборувам. Доколку можноста беше ако така е, али тоа се сите тие варијанти се завршени, се оди на избори, тоа е на полноќ, како беше кочијата се претвара во тиква понуда. Така е. Не, да, бидејќи прашањето беше дали тоа ќе реши кризата, бидејќи не верувам дека има некој паметен во Македонија што има баш решение. Љубиша, додека имаме ние. Бидејќи и вака сме во криза, значи сега сме во криза. Види, додека имаме толку токав влез на пари, со кој што се плаќаат медиуми и се плаќаат новинари или невладени организации, на кои што пак им се дава медиумска простор. Ние, тие што ги плаќаат тие пари, а тоа се две главни институции, Сорос и USAID, и неколку амбасади, кога ќе посакаат тие да направат криза, ќе направат. Затоа што имаат моќ, имаат медиум, имаат нешто од мравка можат слон да направат. И тоа не е улога на, значи, многу пати тоа сум го зборувал. Моќта на Сорос и USAID е поголема од СДСМ. СДСМ, за жал, тоа пак, еве, преска го зборувавме. Бранко Црвенковски ни на крај не беше толку седнат во скут на Геровски или на целата таа таму компанија. Ни приближно, како што сега е Заев зависен од тие луѓе. Тие се помоќни, тие се повеќе влијание имаат него цела СДСМ. А да не зборувам
Ајде Заев, Шекеринска, тие се веќе и исторени. Шилегов, неколку луѓе што ги имат. Ама тие другите, кои се тие луѓе? Главните играчи во Македонија, главната опозиција во Македонија, се токму овие портали, новинари. Добро, ама USA да пред избори во ноември, па ќе видиме и Сега. они ќе поминат на своите Зошто избори. го прашувам за, значи, не навлегувајќи во тоа колку партии има и кој каков е СДС, каков не е СДС, бидејќи не во овој момент, не сум во таа ситуација да го правам, можеби кога ќе бидам гостин во некоја друга дебатна емисија, ќе го кажам мојот став. Она што сите аналитичари се сложуваат, не е проблемот во кој партии. Проблемот е што зад тие партии, што се во опозиција, како и за власта, се разбира, стојат некои граѓани. 100.000, 200.000, 300.000, колку беа на последните избори. Значи, тие граѓани со таков лидер како што ти не го почитуваш и го почитуваш, се нивни лидери го почитуваат. Тоа е исто како сега некој член на СДСМ да говори со ист речник за Никола Груевски. Значи, Негово легитимно да, право. не е пријатно за 500.000 гласачи кои што го гласале Груевски. Така и тие ќе се чувствуваат непријатно. Значи, тие луѓе на овие избори не знам дали ќе искочат да гласаат. Тие партии што ќе победат на изборите, ќе имаат еден дел на гласачи кои што не го кажат својот став за нив. Значи, од тука е проблемот на легитимитет, на решени проблеми, на конфликти за кои што говориш ти, што некој може да ги испромовира во судир или во не во судир. Македонското општество ќе остане поделено. Не дека партиите ќе имат власт и опозиција, тие вечно ќе бидат едни на едната страна, други на другата. Прашањето е легитимно. Дали кризата ќе биде решена заради гласачите кои што нема да искочат на избори? Доколку не се смени нешто, кој што вели Чиниманов, ќе дојде друга партија, ако има време да ги замени СДС и да ги земе тие гласови, но дали има време да се случи Нема, тоа? тоа не го кажа Пандов, значи новинари кои што се тврди поддржувачи на СДСМ, како Оливера Трајковски или сега подоцна Билјана Секуловска, какви изрази кажа за Зоран Заев, не е за повторување на пред камера. Значи, ова денеска што го кажа Заев не е крај. Следниот тврд рок е, нели се разбира, кога треба да се поднесат избирачките листи. До тогаш, предпоставам, ќе разбереме дали СДСМ планира да им понуди на тие 300.000, 400.000 граѓани, колку и да се некаква понуда. Се надеваме поквалитетна таа што ја понудија минатиот пат, можеби под друг лидер, можеби под ова истиот, всеедно. Или некоја друга партија ќе се обиде да учествува на тие избори. Јас како што кажав, ако го гледаме списокот на кандидати кои што Заев и Шекеринска ги понудија на последните избори, кај што и самите не беа кандидати за пратеници, мислам дека не е никаков проблем било која тие спин-оф партии што излегуваат СДСМ да излезат избори со поголем број поранешни видни членови на СДСМ, пратеници што биле некогаш колумнисти, опинион мейкери и така натаму на партијата, да имаат поголем габарит од тоа што навистина тенка понуда што СДСМ ја представи на последните избори 2014 година. Вратата им останува отворена со оваа одлука денеска на ВМРО, да не се уважат оставките на министрите, практично тие можат уште утре да се предомислат, да се вратат на голема врата во владата и да продолжат со исполнување на Пржинскиот договор, иако навистина ќе делува грозно по 100 пат Заев, идеме на избори, победуваме, бойкотираме, губиме, ќе биде касапана, ќе мотивираме граѓани. Он зашто све не се предомисла? Он кажа за Куманова дека еден ден беа терористи на ИСИЛ, друг ден беше местенка, така да не е пострашно тоа, не знам што може да направи. Им беа овозможени неверојатно коректни услови и повеќе од коректни услови за настап. Значи, првен, ги суспендиравме законите за приватност. Им се дозволи на 40 пресконференции да изнесат стотици илегално тајно снимени материјали за кои што првиот ден требаше да одат во затвор. На крај целата таа работа неизбежно и најприродно нормално заврши у објавување на сексуални снимки по сомнителни портали по Србија, кој знае каде, све не од анонимни оваква профили преку тој чаушот што му бил. Дојде до повлекување од функцијата на премиер, кој што со веќе деценија урива рекорди на популарност, со преседава на период на економски просперитет како што не сме виделе до сега. Значи успева негативната, катастрофалната економска политика која што ги мотивираше и мене и Пандов на времето да одиме, како што кажа, околу собранието. Значи тоа катастрофално
зголемување на невработеноста, падот на економијата, успеавме да го вратиме назад. Значи се вративме на стартна позиција пред СДСМ да почне да пропастува економијата на Македонија, че тој премиер се повлече од функцијата, да им даде шанса да кажат еве добро, постигнавме нешто против нашиот политички противник, напредуваме да се ги мотивираат гласачите да додат на избори, им се даде Министерството за внатрешни работи да вршат надзор над процесите, наместо тоа почна да се вработуваат роднини, луѓе кои што на Фејсбук пишуваат дека има крв до колена како на Едмонд Адеми. За министар го ставија партискиот генерален секретар, за кој што се покажа дека е личен пријател со тој Чаушат, го прашуваат на пресконференција што сте правела, дали сте учествувале во фалсификување документи, он вика истрагата ќе покаже мафташе со некој веднаш некои возачки дозволи што немаат врска со процесот и им се даде обвинителка да именуваат, која што не се обидува дури ни минимално да покаже дека е непристрасна. Значи, кога доаѓа да се гонат процесите за Заев и за Спасовски и за Верушевски, вели, Кирка ми прави свадба, не можам да ги водам тие процеси. Утре ден организира пресконференција, како што Заев претходно е најавил, против видни членови на ВМРО. Значи, тотално без минимален обид да се формира институција која што ќе биде, нели да речеме, претходната не чинела, новата ќе чини. Напротив, дивидус, партиска институција се формираше, сето им се даде на тацна и сега не идат на избори, па сам мислам. Љубиша, мене, ако смеам. Да, како не, па за тоа Ја искрено еве сум бил во собрание. Долги години или сум бил учесник во политиката, или сум ја следел политиката. Се враќам на преска, ако го зборуваш и Цвети. Реално, имало поминало низ таа партија квалитетни луѓе. Не дали јас сум се согласувал со нив, но носеле гласови. Ден денес, тие луѓе имаат повеќе публика, повеќе симпатии, него поголем дел од това раководство сега што го има. Еве тие луѓе кои што се и така фрлени надвор сега на страна, ако не се одважат да си направат листи, еве као листи да влезат, сигурно ќе добијат гласови. Значи, поготово СДСМ ако не излезе. Значи, дали е тоа, сега да не ги именуваме, Јани, Шема, овој, Наташа, не знам кој. Ама има голем број. Гордан. Значи, има реално луѓе кои што и се препознатливи, и имаат публика. Тоа е нивна одлука. Но како човек говорам ја сега. Таква прилика некој да ја пропушти, као оваа сега Заев што ја дава, Мирка да направи партија утре на поголем легитимитет од Заев. Тоа си бил во партија, тоа зависи дали оваа политика на таа партија гласачкото тело го завртела да верува дека е добро да не одат на избори или дека е добро да одат на избори. Ако они го убедиле дека обратно, ако се појават на избори ќе доживеат казна од гласачите што им дозволи да одат на избори, е нивна одлука партиска. Но ние сме заробени во ситуација, ние сите останати, бидејќи не се само ВМРО и СДС, има 1.800.000 реално или нереални гласачи, кои ќе ги собереш 500 и 300 се 800, значи 800.000 или 500.000 неопределени. Има и такви, нели? Така. На нив како никој да не мисли. Бидејќи ова пат ситуација и ве разбирам и вас. Еве да речеме, неколку пати го отворам како прашање. Ако ВМРО изгуби на изборите и ако рече не беа фер, излегуваме од парламентот, ние повторно ќе се најдеме во иста ситуација како сега. Пак 2 години ќе имаме проблем. Значи, нешто мора длабоко да се направи за да не доаѓаме реваншизмот да биде криза за државата. Во што ни било ферија, да речеме, ги поминавме, обвинителката, премиерот се поврача, се што беше побарано. Со легитимно право може го направи тој. Еве за медиумите, така е, но што бараше за медиумите? Еве му се овозможи да настапува на главните телевизии, што вели дека не го канеле, всушност реалноста дека беа канети долго време одбива да се појават. Оди на телевизиски настап сака да те напаѓа, да се тепа, а ти не смеш да му вратиш. И дури и таква формат добија на Канал 5 неколку пати да го прават, отидоа на Сител, не им помина. Вие направивте телевизија, ги поканивте луѓето да дојдат, буквално уште вести не одржани на ТВ Нова, да се излегува со памфлети, века таа телевизија не чини. Каде се вечерва дојдат? Поканивте некого сигурно. Да. Не доаѓаат.
Па са што не било фер тука? Но наше ќе продолжиме да кажеме понатаму. Љубиша, ама Каде се системска сега грешка е тоа во партијано. Тоа е нивна грешка, но Тоа е нормален човек кој што разбира политика, да го викаш во студио, да му дадеш простор да говори. И тој да века не идам кај Љубиша, ајде Љубиша не чинел, не кај Цветин, не. Така. Ми се јавува Градимир, изгледа има некоја нова ситуација во штабот на СДСМ. Градимир, што ново можеш да ни соопштиш овој пат? Значи, Љубиша, новитет, ако може така да се каже, од претходното јавување, тоа што иако Заев на почетокот на пресконференцијата беше и во најголем дел дециден дека СДСМ нема да оди на избори, дека не се исполнити условите од пржино, дека нема слободни медиуми, дека нема овозможено простор да владе принципот еден човек, еден глас и слично, и дека притисоците се уште траат, сепак, одговарајќи на новинарски прашања, тој остави простор за дополнителни консултации со членовите на Државната изборна комисија, делегирани од СДСМ, со неговите најблиски соработници, со партици, со нетесното раководство. Иако рече дека според него роковите се многу куси, не верува во онаа можност избирачкиот список да биде прочистен и до 15-ти, до кога и председателот на собранието остави простор за да ја потпише одлуката за распишување на избори. Заев не знаеше да одговори ниту дали министрите на СДСМ во текот на утрешниот ден би се појавиле на работа. Имаше и такви конкретни прашања кои тој не ги одговори. Значи, на почетокот на пресот рече децидно не одиме на избори, нема да учествуваме на 5 јуни, за потоа делумно да остави простор за дополнителни консултации со членовите на Државната изборна комисија и со меѓународната заедница. Студио. Градимир, не е прашањето за тебе, но сепак дали некој го постави таму. Зошто тогаш не почекаа со пресконференцијата, откако ќе ги завршиш овие консултации за кои што говориш ти, туку излегува вечерва да кажат дека не одат на избори? Веројатно заради тоа што собранието пред малку се распушти, веројатно побрза опозицијската партија да има и таа настап пред медиумите, пред камерите, лидерот да го соопшти својот став, веројатно поради амбиентот во кој што е државата, оставајќи си простор на еден начин за дополнителни консултации, иако пресконференцијата започна со фрази од типот дека на Македонија не и требаат недемократски избори, дека слободата се уште не е обезбедена и слично. Градимир, ти благодарам за овој одговор и за јавувањето од штабот на Социјалдемократскиот сојуз. Имавме тука реакција од моите гости. Како да предвидовте дека ќе се случи ова? Што, види, Љубиша, значи, многу време е веќе он председател таму и штета за таа партија. Реално, мене, колку и да звучам цинично, сепак СДСМ е македонски бренд. Најскапа работа во светот, сега не е компанијата, вашата телевизија, брендот ќе вреди. Значи не е камерата, не е било што. И личниот бренд, да речеме, ти како новинар, било кој од нас. Сега, Заев како да му е платено да го уништува тој бренд СДСМ. Дури повеќе е непреска кога зборувавме. Што направи они на изборите кога беа и председателски 2014? Пендаровски настапуваше како безмалку како независен. Нити стоеше брендот СДСМ, нити имаше партиски знамиња, нити ништо. Као да не е нивни кандидат. Они самите бегаат веќе од СДСМ. Апропо на она што зборував дека со листи на препознатливи ликови, на луѓе, интелектуалци, политичари, аналитичари, новинари, не е важно, спортисти, режисери, можат многу повеќе да добијат, а се со такво уверување, ајде да речеме левичарско, сега тоа кај нас е малце, но така да ги крстиме, пошто сепак е социјалдемократски. Повеќе ги добијат него со Заев и сега со овој СДСМ ваков каков што е. Затоа што човеков е, ете јас од почитување према тебе да не употребам не знам каков збор, но е човеков
Значи, во иста пресконференција, и мене- не е прв мене не пат. ми е заев ништо, така да не- Замисли каква е ситуацијата сега. Реално го испотресовме народот. Луѓето се плашат едноставно што ќе биде. Бегалски кризи, гледаат, пукаат бомби на секдека. Балкан е ова. Да не е некоја нестабилност, да не повторно се случува. И сега сите очи перени кон него, мртов ладен, шприцер, човеков кажува категорички не идеме, и тврдам за тоа, али не гарантирам. Истрчам уште еден круг Да. Ама да, тоа со петолот го имам кажувано. Не, страшен е човекот и јас се враќам многу на преска да се дека до 15 јас многу повеќе ќе чекам да го слушнам Бејли што ќе рече, него што ќе го слушам Заев. Затоа што денеска Бејли не кажа ништо, останува така. Тоа што кажал Заев, тоа не важи. Тоа е со многу за жал, е со многу кратко време на траење. А зошто Бели би го чекал? Па затоа што сега да бидеме поштени. Да биде. Човекот меѓу другото, ваков или онаков, е гарант на тој договор од кој што произлегуваат овие избори. И тој има одговорност како таков да се грижи за цел тој процес. Јас нити него, нити евроамбасадорот ги слушнав, а и во Орав дека имаат забелешки до сега. Верувам дека тоа така ќе биде и дека сите капацитети на државата, на институциите кои што се задолжени за тоа, дека ќе бидат понатаму и под притисок, да се ги завршат работите, се да биде во ред. Имаше два коментари кога се говореше за странците и СДСМ од различни аналитичари, дека СДСМ е воден од странците, е едната теза, а втората беше дека странците се уште ги подржуваат СДСМ во нивните политики. Тоа е голема разлика. Воден е од Љубиша. Ако е воден од странците, лошото тогаш е оценките на што е- странците ќе треба да бидат такви какви што ќе бидат. Јас именно тоа го кажав и мојата задршка и резерва. Иако и тие се гледаат делумно разочарани од тоа како СДСМ се справува со Да. некои. Јас еве и прашања. денеска јас повторно ќе имаме ли избори? Јас верувам да, но би сакал да го слушнам и Бејли и Орав и они тоа да го потврдат, затоа што тоа зашто го велам? Затоа што тоа ни е гаранција дека на 5 јуни вечерта ќе ги поздрават, а јас сум 100% уверен дека нема да има никакви проблеми, дека нема да има никакви нерегуларности, дека нема ни еден фантомски гласаш да има, но ако јас тоа го зборувам, ако ние тоа го знаеме дека е така, сепак е важно, ние сме држава која што комуницира со останатите држави, не можеме ние у изолација да одиме, и затоа ни е важно да тие два амбасадора дадат позитивна и препорака дека треба да можеме да одиме на 5 јуни и нормално вечерта што ќе каже. Немаш никаква гаранција дека ќе ги поздрават. Јоханес Хан даваше изјави дека претходните избори била безпретворни, без проблем. Не, и Па тие имаат под исте трпение, департментот мислам дека- даваше изјави различни од амбасадата 2014 година. И повторно Хан даде изјава дека може да се оди на избори, нели? Ако сакате да учествувате сите. Да. Во ред, ако некете не можете, такви сигнали доаѓаат. Бејли па потоа одаа пред влада дава драматични изјави, посочувајќи со прст, што е крајно непримерно за еден амбасадор. Имам впечаток дека Бејли како да ужива во оваа Па како не? ситуација. Додека, на пример, Како не? Орав како да веќе не може да... Сепак мислам дека малце го сменија вокабуларот во едно од последните интервју, не беа тврди дека нема, дека мислам дека и кај нив сепак постои еден кредибилитет и тајминг на подршка до кога може да одат, освен ако нешто толку драстично не се Не, случи. ги поминаа сите Не беше, ја мислам граници дека ги се слагам со поминаа. Пандо, Сите дека граници сепак ги дадува, поминат од веќе. оценките беа дека не е ист периодот сега и минатиот пат кога беа Следим одложени. поентата ми е не може ВМРО да излезе и ДУИ и ДПА на избори и еве кои други партии ќе излезат. А овие да речат дечки полека малце не сте спремни за избори. Не, тоа не може да го рече. Тоа не. Значи, Избори ќе има. ама сега Оценката ден на вечерта на изборите ќе биде така е, значајна. така е. Јас
Јас се Далеку надевам потоа, честитка, такви дека прашања. иако јас верувам во капацитетите, демократските капацитети и на Република Македонија и на партиите. Уште едно и на сите. прашање и завршуваме, поминавме 12. Сите велиме избори, ќе се воспостави политичка влада, кредибилна и така натаму. Оваа ситуација сега создаде многу, да речеме, зла крв се вели. Очекувате ли реваншизам или заборавање на ова што се било и дека Македонија ќе плива во помирни води? За мене, прво може, Да. не очекувам дека ќе има реваншизам, но очекувам да се расчистат некој, да речеме пуч, очекувам дека ќе биде расчистен. Значи, јас ќе бидам тој прв, не дај Боже некоја амнестија и некои такви работи. Значи, немаш тоа... Јас ќе бидам првиот кој што ќе вика и пред собрание, и пред влада, и било каде. А нелегални престушувања? Па, токму тоа е пуч. Пуч е фактички Верушевски. Имаме два случаи. Вие говорите само за пуч. Кој... Бомбите. Значи, бомбите си се движат, јас... вака. Ваки се расчисти. За бомбите имаш Вака, многу мотивирано обвинителка. две работи, многу краток Цветин ќе видам, многу краток вистина, пошто и 12. Прво, мислам дека Пуч, Верушевски и сите таму обвинети, мора да биде тоа и санкционирано, многу строго треба да биде санкционирано. Тоа судот ќе се каже. Така е, но независниот суд. Јас како гледам, како правна поука не само за нив, него за секој еден утре ден во пета управа или во државна безбедност или во МВР или било кој што ќе помисли да се игра со таква работа. Значи не само пример за нив, него е за цело општество. Тоа е една работа која што според мене. А втора работа, мислам дека е и Гордана Јанкуловска, и Миле, и Сашо, и Груевски, и било кој од тие кои што се посочувани дека можно е да се покренат обвиненија према нив. Стопади рекоа луѓето, да, покренете, сакаме да биде чисто со нас. Затоа што во обратен случај останува цело време да виси дека имало или немало криминал. Значи, еве ви го обвинителството, нека поднесат пријави, се што е, ако има, а они и јас не слушнав дека нешто има, освен оговарање, да биде расчистено. Јасно е во оваа скупина луѓе кои што ја отворија целата оваа безбедностна дестабилизација на Македонија, ни изгубија години пол од животите, ни предизвикаа безбедностни кризи со жртви и така натаму. Јасно е кој ги даваше наредбите, а кои луѓе беа заведени, кои беа добар дел од нив имаат психолошки проблеми, добар дел идат за пари, за проекти, за грантови и така натаму. Се согласувам со Александар дека апсолутно мора да има расчистување со групата која што ги даваше наредбите и го сето ова организираше и напакува, пред се затоа што не име прв пат. Да. Добро. Ви благодарам што бевте гости во Благодариме овие за достни покана. часови во отвореното студио. Провериме да не се предомисли уште. на ТВ Нова. Да се Еве, Бојана ќе ни каже дали има уште некое премислување. Мислев дека Бојана заминала, но ТВ Нова не фати утрешниот ден. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, од мене пријатно, микрофонот и го оставам и вечерта на Бојана.